Откако собранието ги спаси поранешниот прв човек на законодавниот дом Трајко Велјановски и пратеникот Љупчо Димовски, а актуелниот собраницки претседател Талат Џафери го обвини кривичниот суд, истиот возврати на ударот. Кривичен прстот го впери во Џафери. Се огради од вина во случај двајцата пратеници да се дадат во бегство. Без одземање на имунитетот, судот не може да одлучува за притвор на двајцата пратеници, пишува во соопштението на Кривичен. Имајќи го предвид известувањето и одредбите од ЗКП, судот не може да постапува по предлогот за определување на мерката притвор без претходно позитивно произнесување на собранието во однос на имунитетот. Во врска со наводите на претседателот на собранието дека судот ќе биде одговорен за евентуално бегство на осомничените и дека судот треба да обезбеди присуство на сите осомничени обвинети во постапката, и појаснуваме на јавноста дека во нашата држава се применува акузаторен систем на кривично гонење, според кој обвинителството е овластен предлагач на мерките за обезбедување присуство, а судот одлучува доколку за тоа се создадени услови, што за овој случај услов би бил одземен имунитет. Кривичен застана на страна на шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска, која вината за можно бегство на двајцата пратеници ја префрли на Џафери. Обвинителката претходно истакна дека нема да бара од полицијата да ги следи двајцата пратеници. Нека му ја мисли собранието ако избегаат осомничените, рече Русковска.